Културна недела. Оставки, знамиња, мемоари, пораки од ЕУ. Ова се настаните на неделата во 5 минути со Чавес. Председателката на Судскиот совет Весна Дамева си поднесе оставка. Сосема нормално ако се знае колку е недовербата во судството. Но на Дамева и онака денеска истекува мандатот, па на последниот работен ден се сети дека премиерот Мицковски и вршил притисок. Навистина најдобро се обвинува премиерот дека ти прави притисок, додека позираш со Заев, човекот кој го отвори судството како пупка. Ова е знамето кое за председателот на Македонското собрание Африм Гаши е туѓо. Да, за Африм Гаши државното знаме е туѓо, односно странско. Наместо да го осуди газењето и палењето на знамето на Република Македонија, тој релативизира и вели дека никако не било дозволено да се повредува туѓо знаме, туѓ символ на друга заедница. Вака Гаши, прво, македонското знаме не е туѓо, туку е и твое, на државата која те школувала и ти дала работа. Второ, ова не е знамена како што велиш друга заедница, туку на македонскиот народ, исто како што е и на албанците и на другите кои живеат тука. И затоа те молам македонскиот народ да не го нарекува заедница. Постои заедница на станари во една зграда, но тоа не е сепак исто што и народ, зарем не? Трето, македонското знаме не е знаме, официјално или неофицијално, во ниту една друга држава. А албанското знаме со кое се поистоветуваат албанците во Македонија е знаме и на државата Албанија, а тоа сепак не е исто, нели? Македонските граѓани заборавија како е да функционира државата, па затоа на сите им беше чудно што не поминаа ни 24 часа, а министерот Панче Тошковски веќе излезе со информација колкумина се приведени. Немаше пајаци, кабли да се виновни. Значи можело. Има уште многу. Има уште многу кои што ќе бидат повикани на разговори, има уште многу кои што ќе бидат соодветно вклучени во рамки на овие предистражни и истражни действија кои што ги преземаме. Полицијата толку може, сената му е работа на обвинителството и на судовите, освен ако не се погоди некој од независните суди под контрола на ДУИ, па уапсените по брза постапка да си заминат дома. Европската комисија го избра новиот состав. За нас најважно е кој стана нов комесар за проширување. По Јоханес Хан, кој љубеше работите да ги решава на балкански начин, и Вархеј, кој нема да го запометиме по ништо, освен како обичен бриселски бирократ, сега ја имаме словенката Марта Кос. Таа Марта, уште не седната на функција, ни порача дека мораме да ги внесеме бугарите во устав и потоа работата ќе тргнела напред. Навистина оптимистички. На прашањето дали може да гарантира дали после промената на уставот нема да има нови блокади од Бугарија, таа рече дека не можела да даде такви гаранции. Еве и ние гарантираме дека без гаранции од ЕУ не ни паѓа на памет пак да го менуваме уставот. Еднаш се излажавме, тоест не излажа. Ако се излажеме повтор пат, навистина ќе бидеме наивни или глупи. Тоа му доаѓа исто. Поранешната германска канцеларка Ангела Меркел ги објави мемоарите. Единствениот политичар од Балканот кој го спомена е Зоран Заев. Каква чест за нашиот несуден Нобеловец. Меркел за нас Зоки од Муртино вели дека е храбар и решителен. Навистина треба да си храбар и решителен да поверуваш дека само уште да го смениме името и ќе влеземе во ЕУ. На Ангела сигурно и било тешко да го убеди Заев дека сме пред портите на ЕУ. Таков лидер еднаш се раѓа. Лидерот на ГЕРБ, Бојко Борисов, ја повлече кандидатурата за премиер. Не сакам повеќе да се занимавам со Бугарија, рече изнервираниот Бојко. Те разбирам, брате Бојко, ти прекипе, ама сватине како ни е нас со вас. За таквите како тебе и Зоки, секогаш ќе се најде работа. Барем Заеви имаат неколку фирми во Бугарија, може ќе им треба телохранител, а тука си најдобар. Ако не, ЕНЕА-ЕУ, таму сигурно ќе ве приберат. Во Грузија и Србија деновиве се случува надградена и проширена шарена револуција, фарбање на плоштади, кршење институции, па дури и венчавки на барикадите. Сето ова ви звучи познато и сте го виделе во Скопје? Се е исто, само глумците се различни. За шарените навистина нема зима, си најдоа нова тезга. Битно е парата, тоест демократијата да врти. Председателката на Судскиот совет Весна Дамева широм ги отвори очите и виде дека и се заканувал премиерот Мицковски. Кога позираше со Заев, тоа беше пупка отворено судство. Тоа се тие кадри предложени од Пендаровски.